Верификацијата на пратеничките мандати и конститутивната седница на новиот парламент се почеток на кариерата за правоизбраните пратеници. Меѓутоа, малку по седнувањето во клупите кои носат одговорност, привилегии и добра материјална сатисфакција, новоизбраните пратеници треба да го попишат целиот свој движен и недвижен имот. Што ќе напишат во анкетните имотни листови? По 5 август, како што рековте, имаме обврска да ја пополниме анкетниот лист. Она што ќе го видат, барем кога станува збор за мене во анкетниот лист е во рамките на она што во рамките на, да кажеме, она што го имаат сите од работничката класа, стан, автомобил. Повеќе ќе можете да видите на страницата на ДКСК анкетниот лист. Тоа е еден инструмент за транспарентност кон јавноста и е важно да се следи со кој имот располагаат политичарите кога влегуваат и кога излегуваат од политиката. Многу имот во задолжителната пописна графа нема да пријават не само новите, туку и оние пратеници од СДСМ кои веќе биле во парламентот. Јас купив Toyota Yaris кола на кредит. Кредитот го сега исплатив пред некој ден, на 2 години беше кредитот. И така да, тоа ми е пријавено истиот момент и беше објавено и во новини дека сум купил кола. Друго нешто немам. И апсолутно сум како пратеник и јавен функционер и така натаму, дека функционерите мора да пријавуваат тоа и да тоа биде транспарентно, да биде точно, да биде навремено. Она што сега пратениците го пријавуваат би требало да е нивната реална имотна состојба, но дали во напишаното веруваат луѓето? Значи треба да се нормално ќе пријават, нели? Треба да се пријави. Али кој ќе ти пријави? Прекрива се на унуци, на деца. Треба да пријават ако се луѓе. Ако се паметни, треба да пријават тоа што имат богатство. И да се види кој ќе мине мандато, што се спечелили, што имат. Па нели законска обврска е да пријават, а сега натака, ако не пријават, комисијата за Државната комисија за антикорупција треба да провери. Причини за недовербата на оваа и други теми. Пратениците на граѓаните досега им дале безброј пати и само наивен. Од сега нема да биде крајно воздржан и предпазлив. Од тука и нивното следно размислување. Мултимилиардери ќе бидат. А народот ќе проси и ќе се кара, ќе степаме ден со ден. Ќе бидат многу побогати. Ќе зимат по 1500 евра таму. Ја мислам дека сами за себе ќе бидат побогати. Но новоизбраните пратеници ветуваат дека многу работи се сменети и дека тие нема додат постапките на некои своји претходници. Сето она кое што ние како народни представници, како носители на јавни функции, како и досега, така и во наредниот период, од аспект на финансиски приход, на имотна состојба, сме го пријавувале, така и во наредниот период ќе биде јавно достапно. Наша обврска и наша задача е со честен и транспарентен пристап да пристапиме застапувајќи ги граѓаните, а се надевам дека граѓаните во наредниот период ќе имат можност сето тоа да го проследат и да донесат свој заклучок и сами да ценат. Верувам дека сите пратеници ќе ги почитуваме законските одредби, за анкетните листови ќе си ги пополниме во законските рокови предвидени со закон и мислам дека транспарентно сите ќе си ја вршиме функцијата што ни е доделена од народот. Овие изјави не се никаква гаранција дека рацете ќе останат чисти, но нема ниту гаранција дека ќе бидат извалкани. Од тука ред е да причекаме, но дека никој нема да го сгреши патот, досега не се случило.